Македонија не е во состојба на криза, но не треба да се губи време, туку што поскоро треба да се формира влада. Порача денеска амбасадорот на Франција во Македонија Кристијан Тимоние. Амбасадорот Тимоние нагласи дека Франција ја поддржува Македонија како и сите процеси во развојот на демократијата и пристапувањето во Европската унија. Државата не е во состојба на криза, но ние како амбасада сепак сме на став дека не треба да се губи време при формирањето влада. Посакуваме вашата земја да биде стабилна и да напредува во правец на воспоставување на демократски вредности и дека ќе стане држава на граѓаните. Важно е да преовладува мир и да нема конфронтации, бидејќи во спротивно сите би изгубиле. Минатата недела, во период кога се прават обиди за формирање на влада, Тимоние имаше средби со лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски и на СДСМ Зоран Заев. И на тие средби пораките од Тимоние беа дека е важно во земјава да се воспостави стабилност за работите да се придвижат напред, да се надмине постојаната ситуација, а клучни за стабилноста на Македонија се развојот на демократските процеси во државата и рестартирањето на европската агенда. Шефот на австриската дипломатија и председавач со ОПСЕ Себастијан Курц пак вчера изјави дека македонските политички партии треба сами да донесат одлука по изборите и да најдат излез од кризата, за земјава да продолжи по европскиот пат. Многу сум задоволен што се одржа изборите, што беа слободни, фер и демократски одржани и дека сите партии го признаа резултатот од овие избори според моето мислење, јас колку што сум информиран. И за мене тоа така функционира една демократија. И сега во моментов партиите треба да ги донесат одлуките кои што треба да се донесат по изборите. Нашата цел како Австрија е дека ние во Македонија понатаму да имаме силен партнер, да посакуваме стабилност во оваа држава, секако и се надеваме дека реформите и европскиот курс и понатаму ќе продолжат. Пораките од официјален Брисел минатата недела ги пренесе еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан. Тој пред средбите со лидерите на парламентарните партии во земјава порача дека нема да сугерира на ниедна партија како да се однесува, но дека нема време за чекање и потребно е што поскоро да се формира влада со широка поддршка. Сепак, откако ги ислуша политичарите во Македонија, еврокомесарот заклучи дека е очигледно и ќе им биде потребно уште време, но очекува од политичките лидери да демонстрираат демократска зрелост и да донесат одлука во интерес на земјата и на граѓаните и нивната европска перспектива.